Добро утро, барем за мен е да добро утро, бидејќи часот е 6:30 са бајле. Значи, што е денешно видео? До сега никад не сум отворил ваква тема на видео, али мислам дека редно беше веќе да ја отворам темата, бидејќи доста кјутев за вакви теми и редно ќе биде веќе да се изразам, да се разјаснат некои работи. Например, кои работи сега ќе ви кажам. Имам многу работи што сакам да ви ги кажам во овој видео, но за да не фатим видеото да биде пола сат, ќе се задржам најмалку 5-6 минути. Зошто отварам вакво видео и ваква тема? Темата се уште не ја знаете, бидејќи јас ќе ви ја кажам. Темата на овој видео ни е не пушете цигари, не пиете алкохол, не идете по казино, не идете по спортски облажувалници и никад не идете сваќате. Значи, тие 5 работи, значи, никад не идете во казино, не пушете, не пиете, не се дрогирате. Зошто ги набрав овие 5? Сега јас ќе ви разјаснам вака. Моментално, секундарно. Нема везе. Буквално сега како да ви дам пример, бе? Ајде да дам пример од моите. Пример за... Јас тој пример не го земам, ете ќе ви го кажам примерот на Чаро. Значи, татко ми има кажувано, баш вчера кога бев кај него правевме муавет, тато ти од колку години почна со цигари? Татко ми почна со цигари, како што јас памтам, нешто 18 накаде од 19 почна со цигари. После цигарите, знаеш брат, си дојде своје, како... Леле, увек мора некој да мине додека јас имам, пошто снимам да порта. Нема веза. Значи, татко ми од млади години почнал да пуши цигари, добре се тоа, млад бил брат се дешава, али, кога созрел така повише у годините, почнал да пие алкохол. Сите знаеме дека алкохолот не иде баш на рака, тоа е сигурно. И медицински е докажано, бидејќи добре се, јесте може да пие, али не цело шише, бе брат. Значи, може да пие од една чашка најкасно до 2 со салата, бидејќи фан факт, ако не знаете, ракија не се пие без мези, не се пие без вода, бидејќи може да ти изори грло и да настанат сериозни компликации во твоето тело. Не сум доволно паметен за да ви кажам што и како може да бидат последици, али кратко јасно ви кажав, значи, пушењето ствара завист, алкохолот ствара завист, значи тие две работи ви ги објаснив. Значи, немојте да пушите и да пиете. Значи, што сакате правите, ако сакате трчајте, играјте, глупирате се, шетајте се, што сакате правите, ама цигари не пушите. Тоа ви го гарантира. Јас кога си имам вето на сам на себе дека ни ќе пушам, ни ќе пием и мислам дека тоа ми е правилна одлука у мојот мозок. Не остана уште две теми. Казино и спортските облажувалници. Тука ќе биде интересно баки. Работа е што ако влезеш у казино, значи пазете, значи да видиме реално секој казино во Македонија гледа да си го лапне кешот, а за играчите аш. Се вака ќе ви кажам што е последица од казино. Значи, ако влезеш во казино ќе се коцкаш ден, 2, 3, 5, ќе се коцкаш, ама откога ќе се искоцкаш и откога ќе ти ги снема сите пари што си ги имал у џеп, тоа што може да настанат сериозни компликации, у стил као може да ти ја земат куќата, например извршител да ти дојде, кола да ти земе, не знам, стан, куќа, викендица, што и да имаш, ќе ти земам, бидејќи ако влезеш у казино нон-стоп да се коцкаш, гарантирам дека ќе станете без денар. А зошто ви викам да не идете во казино, бидејќи во казино само таму пари лапаат. Не, шал на страна не е смешно. Во казино само пари лапаат, а 99% поише се шансите да изгубиш, неули да добиеш. Ретко многу кој знае да игра покер, бридж и ред други игри. Значи ви објаснив за цигари, за алкохол и за казино. Да. А сега ќе кажам и за спортските облажувалници.
Значи, може сте виделе надвор на тоа спортлачство кој тимира како што ова, на тимовите головите. Нема веќе и на тебе толку ти треба на кликерот да се наложи, ај ќе пуштам спортска уложвалница. Ама што ќе се деси бурас? Ќе се заебеш. Зошто ќе се заебеш? Пошто ако исто ти е како и казиното пат. И казиното и спортските уложвалници многу те влечат. Пошто ако се коцкаш редовно, тоа ќе ти стане завист и од тоа ќе не можеш да се оттарасиш никад. Да. А исто така за тие што пијат алкохол добро би било да поседат психолог. Значи тие што пијат алкохол добро би било да поседат психолог, психијатар, доктор, не знам, има многу. Изгуглајте ќе најдете. И петото нешто што многу нервира за оваа тема е дрогата. Зошто? Бидејќи дрогата во Македонија се уште е нелегализирана, а во странство не знам баш. Но знам дека во Македонија имаме 3 типа на тие што се малце швркнати у паметот. Значи, првото ти е брат се бодат увено, што тоа брат само го прави нездрав човек и тој човек треба да иде секундарно у Барадовци. А второто е joint, а третото е кокаин. Епа, ај сега вака да поставам јавно на прашање до вас фановите. Зошто толку луѓе користат кокаин, joint, марихуана? Зошто? Сега ќе кажам бидејќи они имаат стрес и не можат стресот да го смират. А они мирот го пронаоѓаат во дрогата, во алкохолот, во парите, во све живо. И никогаш, значи, ве замолувам, никад да не сте влегли у казино, у спортска уложвалница, у кафана, у коцкарница, по дрога, бидејќи да знаете, значи, ако ти си доволно паметен и треба да бидеш свесен дека нема да пробаш дрога и дека ќе си идеш право, нема да идеш лево десно да забушаш, ќе си идеш вред право и секад ќе си го идеш тој пат право. И уште нешто ќе ви кажам. Значи, ако забележите дека во вашето друштво има некој што се мангупира, што се глупира, што изигра ненормален, боле би било за вас да се дистанцирате од тоа друштво, бидејќи ако тргнете по лошо друштво, ќе нема спас за назад. Така да тоа што за видео, наслов на ова видео ќе биде никогаш не отвори ваква тема на мојот YouTube канал. Така да тоа е тоа. Ако се допадна, ставете си лайк, ставете си subscribe го 6:38, значи еве 8 минути фаќа видеото. Така тоа е тоа за ова видео. Дигнете палци, насмејте се колку глупаци. Колку јас можам да бидам паметен за младината. Да. Јас сум паметен бурас. Значи, имам памет. IQ 669. Да. Не. Како може така да завршиме видео без песна? Како може така? Шо ова работа бато? Што може да земеме? Sunce ne prestani da sijaš, mene potrebna je tama i tišina je u glavi je galama. Ne sijaj noću, ništa nije isto, svoje ljude volim, al ne verujem nikom. I gledam mačkата butnala nešto na terasa. Peace.